Еден од случаите кои што ќе го испитувате е вработувањето на ќерката на председателот на парламентот Талат Џафери во Елем, така? Да. Сега, господин Џафери на никаков начин директно не бил вклучен во постапката на вработување на неговата ќерка. Можел да изврши влијание. Можел да изврши влијание, бидејќи неговата позиција му обезбедува моќ која што може да придонесе да влијае на луѓето кои што одлучуваат во Елем, да кажеме, и да... Имате инструменти тоа да го утврдите? Па ви кажувам како. Значи, ние најнапред ќе утврдиме, ќе тргнеме од систематизацијата на Елем. Дали се вршеле чести измени на систематизацијата, дали потребите на ќерката на председател е креирано работно место колку само таа да се вработи. Дали имало транспарентен оглас? Дали на тој оглас се пријавиле повеќе кандидати? Дали таа била најдобрата? Дали имало првен соодветни критериуми за селекција на кандидатите? Дали после цела таа селекција ќерката на председателот била најдобрата? И што ако се испостави дека сето тоа е во ред? Ако се испостави, ако сето тоа е во ред, таа заслужува да работи, секој заслужува да работи. Но ќе остане впечатокот во јавноста дека ќерката на Талат Џафери се вработила во Елем. Сите ќерки и синови некаде треба да работат. Жалосно е ако чекаат на родителите да ги вработат. Секоја професија си заслужува соодветно заслужено парче леп. Мислам дека не треба никој за никого така да ургира. Ние требаме да помогнеме како институција да ги увериме граѓаните дека ќе успееме да имаме еден зајакнат институционален систем кој што ќе обезбеди квалитет. Да не се случи, како што веќе ни се случува, и понатаму да не се случува квалитетот да се оди надвор од државата, заради тоа што не може да се верификува тука во сопствената земја. Ве разбирам во намерите. Што би биле евентуалните санкции, ако утврдите во некој од овие случаи? Да препорачаме да се поништи постапката, например. Да препорачате? Да препорачаме, односно да се обратиме на тамошните институции, да видиме кој под каков притисок работел, секој подпис треба да си има своја тежина, кој подпишал за такво вработување, дали тука има коруптивни елементи, дали му е понудено нешто, дали побарал нешто за да го изврши. Мислам, има, нели? Може да има санкции за функционерите? Може да има, зашто да не може? Мислам на избраните именуваните лица, чии што роднини се вработени. Може да има, зашто? Ако се утврди дека делувале коруптивно, нормално дека ќе има санкции.